4 дена по изборниот ден, се повеќе пристигнуваат информации за огромни изборни нерегуларности, злоупотреби, кршење на процедури и притисоци. Од ВМРО ДПМН велат дека изборниот ден е минат во тензична атмосфера, со прекини на гласањето на повеќе места, подкупи и евидентирани уцени. А на наведените нерегуларности, мнозинството на ДИК-от СРСМ, заедно со претседателот Чичаковски, останале со врзани очи за овие криминални избори, велат од опозицијата. По завршувањето на гласањето на повеќе локации низ државата забележано е недостаток или вишок на гласачки ливчиња. На голем број места не соодветствува бројот на ливчињата и бројот на потпишани граѓани што гласале, што укажува на сериозни сомневања за организиран така наречен бугарски воз, со што се наполнети кутиите со однапред заокружени гласачки ливчиња за кандидати на Социјалдемократскиот сојуз. Од ВМРО ДПМН истакнаа дека гласачко ливче од општина Карпаш е најдено во гласачки кутии во општина Охрид. Гласачко ливче од Велес е најдено во гласачки кутии во Струмица. Во Гевгелија пак, по затварање на гласачко место, констатирано е дека недостасува гласачко ливче и од листата за советници, но и од листата за градоначалници, што е заведено и во записникот. Додека во општина Бирово, во село Русиново, ливче од листата на советници недостасува во рамки на утврдениот број на истите, велат од ВМРО ДПМН. Според утврденото од терен и информациите објавени по медиумите, постојат основи на сомнение дека биле испечатени и паралелни гласачки ливчиња, едни за потребите на Државната изборна комисија, други за потребите на СДС, кои однапред им биле давани на гласачите. Доказ за ова се пронајдени гласачки ливчиња во Ресен со ист серијски број. Подкупот на гласачи, злоупотребата на полицијата и државните институции се фото и видео документирани, а од надлежното јавно обвинителство и државните институции молчат и не реагираат за истите, велат од ВМРО ДПМН. Тие обвинија дека институциите се ставени под контрола на СРСМ и го премолчуваат очигледниот факт дека изборната кампања поминала во светло на изборен криминал. Со ова тврдење на опозицијската партија се сложи и поранешниот министер за правда, Михајло Маневски, кој вчера истакна дека локалните избори не се одржале кога требало, односно во мај годинава, бидејќи тогаш СРСМ се почувствувале неподготвени да го спрема сето ова што го направиле сега во октомври, и затоа изборите биле одложени. За овие месеци се направија низа нерегуларности, низа потези што имаат најдиректно влијание на изборниот процес, посочи Маневски.